Па да, еве денеска сте сведоци каде што ловно-риболовното друштво Студенец од Конче ги реализира своите програми, односно извршува порибување, бидејќи самите знаете пред неколку дена имаше одредена количина на риба која што беше оштетена. Еве сега истото тоа го враќаме, значи со подмладок. Значи порибуваме со краб риба од 50 килограми, значи вкупна тежина 50 килограми, а една единка е од 10 грама. Значи, што се однесува до заштита на овие риби, бидејќи се мали, дали ловочуварската служба си ја врши својата функција? Да, сакам да кажам дека кога кажав 10 грама, значи тоа се многу мали риби кои што во иднина се надеваме дека ќе бидат доста големи, нормално ако нашите рибочувари си ја вршат својата работа. Досега совесно си ја извршува својата работа, знаеме ние дека секогаш има им проблеми, но секогаш ги решаваме проблемите на најдобар начин. За сега, еве, уште еднаш потврдувам дека совесно си ја вршат работата и овие риби што денеска ги пуштивме овој подмладок, сметам дека ќе биде заштитен од страна на рибочуварската служба, но исто и еден апел сакам да упатам до сите оние спортски риболовци, дека со самото порибување, значи овде во овоа место ќе биде забрането и пецање и било какви нечесни, значи кражби на риба, значи од страна на рибочуварите кои ќе го затечат ќе бидат санкционирани, односно ќе има поднесено пријави. Од кога започнува целосната забрана на ловење на риби? Вака, при самото доаѓање вие сами видовте дека на сите угледни места, односно на повеќе точки движејќи се по патот, има поставено веќе табли на кои што пишува забранет риболов во реката, односно во самиот улив на езерото Мантово. Значи, таа забрана започна од 15. Тоа и во претходните неколку мои интервју кажав дека од 15 април, значи, трае забраната во речното корито, додека за објектите за акумулацијата Мантово и акумулациите Конче 1 и Конче 3, забраната започнува од 3 мај и трае до 3 јуни. Целосно ли ќе биде забраната и за спортски риболов? За сега целосно ќе биде забранета, ќе биде забранета риболовот, освен што ќе имаме во скоро време управен одбор за она риба која што викаме караш, доколку управниот одбор донесе одлука дека може да се лови, тогаш ќе истакнеме, значи ќе дадеме посебна информација. За сега значи останува целосна забрана од 3 мај до 3 јуни.